Креаторите на кампањата за 100 дена локална власт изгледа немаат предвид дека на некој од фаворитите мора да им дадат речник или да им ги поедностават изразите кои ги користат. Оти тешко се снаоѓаат со изведенки кои имаат повеќе од 3 слога и се базираат на странска конструкција. Прво би сакал да кажам дека нашата програма имаше водечки принципи. Не знам колку луѓе тоа го приметија и го забележа. Водечките принципи ни беа почитување на правото и законот. Се да разберам, што сакате да Добро управување, партиципативност и демократичност во донесување на одлуките. Не знам колку луѓе тоа го приметија и го забележа. Партиципативност и демократичност во Ова нормална и демократска категоризација на постулати на владење која популаризираат лидерите, сепак е во колизија со обичните членови и симпатизери. Ним тоа некако тешко им влегува во глава, па се подготвени за враќање на адаптираните концепти за политичка битка, во кој доминира поларизација, која нужно води кон деструкција. На марш сме, за да добие ВМРО и да ја уништиме државата. Прирачниците за уништување држави секојдневно се полнат со нови содржини. Во ова модерно време тие постојано, од минута во минута може да се надградуваат со свежи примери. Но се зависи од личниот впечаток. За некого тие може и да не изгледаат така како што се претпоставува дека би требало да личат. Па потребна е мала, но влијателна корекција, за да се спушти еуфоричниот тон. Во Киев е успешно гранатиран зграда на Министерството за одбрана и команден центар за координација на украинската Сакаш да пешадија. кажеш според руски извори успешно за нив гранатирано. Не имаме А ние видео. би рекле за жал гранатирано. Значи Да. Има такви кои не попуштаат. Истите тие кои не го признаа ковидот. Се бореа против 5G мрежата, уверуваа дека се прска со алуминиум и му се колнеа на Александар. Сега си наоѓаат нови корени, па ги презираат сите што имаат против словените, иако малку е чудно. И натаму играат контра, па си имаат помалку и повеќе драги словени. Некој што се вика Владимир збори најлошо за брат, за русинот Владимир што е Путин. Он не може да свати генезата на неговото потекло. Жал, тоа е трагедија. Дали ме сваќаш? Некој што се вика Иван, некој што се вика Игор, Славјанка, вика ние ќе извршиме Славјанка се вика, таа збори против Русија, збори као да се вика, не знам, беа Барбара, не знам као. Со оглед дека нивниот Владимир сериозно им се заканува на сите истомисленици, кои не размислуваат како него и на сите славјанки и барбари без оглед на потеклото. Се чини дека мора да се бара спас. Вистинска среќа е што индиректно беше обелоденето каде се наоѓа најдоброто атомско скривалиште. Имаме простор да стравуваме од нуклеарна војна или немаме? Сакам концизни одговори. Нема. Ако ке ме нема, јас ќе заменам од тука, тогаш можеш да размислиш дека и може да има ваква работа, ама се додека сум тука. И на крајот, за оние кои ги наполнија резервоарите со гориво, подготвувајќи се да ја напуштат земјата. Возачи се жалат дека ненавремената патна сигнализација претходно можеби е и главна причина зошто камионот завршил во објект во изградба. Е доволно да бидеш најбрз, прв да ставиш бензин и да тргнеш што поскоро за да ги избегнеш нуклеарните проектили. Најважно од се е да бидеш писмен. Барем до толку, за јасно да ги читаш знаците на патот, па макар биле и ненавремени претходно. Што и тоа да значи.